Артемис 2 на НАСА веќе неколку дена е во фокусот на вниманието на светската јавност. Леталото кое треба да направи круг околу месечината со цел да се обезбеди успешна мисија во иднина, во моментов се наоѓа најдалеку од планетата Земја. Четворицата астронаути кои се во него ја добиваат целосната поддршка од центарот на НАСА во Хјустон, Тексас. А таму се наоѓа и единствената македонка Мартина Димовска. Ја имаме во живо во овие вести. Мартина, поздрав од Скопје. Здраво од Хјустон. Мартина, целокупната светска јавност веќе неколку дена како главна тема во фокус на внимание има токму мисијата на Артемис 2. Споделив дел од информациите, меѓутоа ти си таму, директно си вклучена во целиот процес. Колку е важна оваа мисија? Здраво на сите, ви благодарам на поканата. Мисијата Артемис 2 е исклучително важна според мене и според многу од нашите колеги, затоа што е првата мисија со екипаж која што ќе патува кон месечината по повеќе од 50 години од времето на Аполо од 1972 година чина. Ова е за прв пат новиот систем на SLS и Orion на НАСА, Space Launch системот и вселенското летало Orion да летаат со астронаути со екипаж кон длабока вселена. Мисијата трае околу 10 дена, при што астронаутите ќе летаат околу месечината и ќе се вратат тука на Земјата, ќе имаат сплешдаун во Сан Диего и главната цел тука е да се тестира вселенското летало Orion, како и сите системи за поддршка на екипажот во реални услови во длабока вселена. Нешто што не е направено од 1972 година. Артемис 2 е критичен чекор затоа што успехот на оваа мисија директно зависи од следната мисија Артемис 3, која што ќе треба да ги врати луѓето на површината на месечината и да се започне на нова ера на човечко присуство на месечината и подготовка за можеби мисии кон Марс. Да, несомнено историски настан кој што го привлекува вниманието на јавноста. Верувам дека е чест да се биде дел, да се биде вклучен како поддршка на оваа мисија. На кој начин Мартина Димовска е вклучена во поддршка на мисијата Артемис 2? Јас сум нова вработена, односно веќе месец дена и преселена во Хјустон за да се приклучам во тимот на НАСА Джонсон Спейс Центарот, каде што работам како програм Human Systems интегратор, односно интегратор на човечки системи во програмите при Human Health and Performance директоратот. Мојата работа, лаички кажано, е поврзана со човечкиот фактор на вселенските мисии. Ние се грижиме астронаутите да се здрави, се грижиме за нивното здравје, безбедноста и нивните перформанси, се да е оптимално и да е во согласност со добробитието на екипажот. Го поддржувам Health and Medical Technical Authority, односно тоа значи дека работам да се осигуруваме дека сите системи, процедури и мисии ги исполнуваат стандардите за здравје и безбедност на астронаутите. Значи тоа дека комуницираш со луѓето кои што се дел од тимот? Сите заедно комуницираме со сите сегменти, со сите експерти што ги носат овие солуции, со сите експерти што лоцираат како треба да се заштитат астронаутите и да, со самите целиот наш тим е во нон-стоп е во комуникација со сите слоеви на НАСА што ги носат овие одлуки за астронаутите да се заштитени. Мартина, мора да напоменам за сите оние кои што досега не се сретнале со твоето име и презиме. Мартина е магистер на вселенски науки и првата жена аналоген астронаут од целиот Балкан, веројатно единствената македонка таму. Мартина, зборувавме за тоа каква е важноста, меѓутоа какви се очекувањата од оваа мисија на Артемис 2? Освен што нашиот тим работи на координација на различни програми и директорати за астронаутите да се безбедни и да имаат многу полесен престој во длабока вселена, мислам дека главните очекувања од Артемис 2 е да се тестираат сите системи за вселенското летало Orion и како екипажот ќе се прилагоди на длабоката вселена. Тоа вклучува неколку етапи, меѓу кои системи за животна поддршка, како ќе се комуницира со Земјата, навигацијата, енергетските системи, термална заштита при враќање во атмосфера, кои се условите за живот и работа на астронаутите во самото вселенско летало, како ќе се прилагодат на сите задачи што треба да ги исполнат и нормално медицински и човечки перформанси податоци што нон-стоп се тестираат и се прибираат од астронаутите. Спомена на почетокот дека тие прават една подготовка за една многу поголема мисија, мисијата на Артемис 3. Од што ќе зависи реализацијата на Артемис 3 и кога се очекува да се случи тоа? Целта на таа мисија е да човечкото битие, човекот повторно да стапне на месечината. Артемис 3 и Артемис 4 се планирани да
се испланирани за повторно да се стапне на месечината. Многу зависи од успехот на Артемис 2. Развојот на Human Landing системот, системот за слетување на месечината ќе биде поврзан со Артемис 3 и 4 и нивниот иден успех. Новите вселенски оддела што ќе бидат развиени за шетање на површината на месечината се исто така поврзани со тој успех. Техничката подготвеност, буџетите исто така покрај сите овие етапи и елементи што ги спомнавме допринесуваат. Значи има доста голема фокус на време, на буџет и на перформанси и извршување на сите оние технички аспекти на мисијата што треба да се задоволат. Следиме што се објавува екипажот од она што можат да го видат во Вселената. Очекувањата се дека во петок тие би требало да се вратат на Земјата. Мартина, сега целиот овој процес на патување во Вселената постојано и во минатото и денеска се поврзува со теории на заговор, со она дека сето ова е некако добро направено сценарио, изрежирано, подготвено во студио. Како Мартина Димовска би им одговориле на сите кои што барем на некој начин прочитале дел од ова или имаат сомнеш дека се работи за такво нешто? Така, јас секогаш се насочувам кон барањето на поривот на вистината и секогаш велам дека е во ред луѓето да поставуваат прашања и да бидат скептични, затоа што науката се базира на прашања, но исто така науката се базира и на докази според мене. Во случајот со слетувањето на месечината постојат многу огромен број на научни докази, технички и физички докази дека всушност тоа се случило. Можеби еден од најинтересниот доказ што јас сакам да го користам е дека астронавтите имаат оставено ласерски рефлектори на месечината и дека ден денес научници од Земјата испраќаат ласерски зрак кон месечината и го мерат времето на тоа враќање на знакот за да видат колку се оддалечени Земјата и месечината едни од други. Меѓутоа, од искуство можам да ви кажам дека има толку многу луѓе, стотици илјадници луѓе тука и во Европа што работат на оваа мисија, толку многу напорно работат на врвот на човечкото достигнување и доволно е само да ги прашате за нивната работа и мислам дека ќе ви дадат многу повеќе информации во многу големи обемни детали за нашите нови достигнувања. Да, тешко вакво нешто да се изрежира во студио. Мартина, благодарам многу за ова вклучување. Јас се надевам дека ќе заврши успешно мисијата на Артемис 2, дека на крајот на идната недела или можеби неделата после тоа ќе ти имаме повторно за да ни ги пренесеш позитивните искуства од финалето на Артемис 2. Посакувам многу успех на плановите на НАСА, но и секако на приватен план на Мартина Димовска во како дел од целиот овој проект. И благодарам на вас за поканата. Благодарам уште еднаш.